Најново издание на IT Свет ќе го започнеме со представување на Macedonian.net User Group. Ова е група на корисници на .NET технологии во Македонија, а повеќе за нив ни објасни нивниот лидер Дарко Милевски. Јас сум Дарко Милевски, лидер на македонска .NET корисничка група. Македонска .NET корисничка група е иницијатива на млади ентузијасти, која што датира од почетокот на 2008 година. Тоа е една заедница на професионалци, но и студенти, во последно време доста и студенти, кои што сакаат да споделат знаење и искуство од секојдневната работа. Тоа е пред се Microsoft банирана техничка заедница, каде што членовите своите искуства и знаења ги споделуваат со останатите, си помагаат едни на други, но и се дружат. Дружбата е еден битен дел од нашето функционирање и овие месечни средби токму придонесуваат за што повеќе лични контакти, не само контакт преку така наречена сайбер сфера, вебот, Facebook, кој што е се повеќе популарен, Twitter и така натаму, меѓутоа и остварување на лични контакти и познанства. Оваа корисничка група има 5 своји подгрупи, формирани според платформите и технологиите на кои се наоѓа корисничкиот фокус. Како што споменав, .NET корисничка група постои од 2008 група и со тек на времето се повеќе и повеќе се развиваше, привлекуваше се повеќе и повеќе членови. Во моментов имаме некоја фрапантна бројка од 1900 членови кои што се информираат за случувањата кои што се дешаваат еднаш месечно и неминовно дојде време кога можеше да се размислува за формирање на така наречени подгрупи кои што се фокусираат на одредени платформи и технологии. Тоа е нешто кое што како процес започна минатата година, меѓутоа внимателно го подготвувавме и го објавувавме дел по дел. Со почетокот на оваа година прва се промовираше македонската Dynamics корисничка група, која што опфаќа проблематики на Microsoft Dynamics, како Axapta, Navision, CRM и друго. Потоа како втора наред дојде македонската Mobile Development корисничка група, која што одржа своје предавање, за денес да имаме македонската веб корисничка група. Останатите две подгрупи кои што таргетираат одредени технологии се Visual C# корисничката група и Microsoft SharePoint корисничката група, кои што допрва во текот на наредните месеци ќе имаат шанса да се презентираат пред публиката на Македонија. А сега да слушнеме нешто повеќе од лидерите на секоја од подгрупите. Јас сум Кајан Селмани, лидер на македонската веб корисничка група. Имам 26 години, значи инаку работам како софтуерен инженер. Microsoft MVP во ASP.NET категорија што представува во суштина веб. Веб корисничката група спаѓа во склоп на македонската .NET корисничка група, како подгрупа и се залага пред се ориентира кон веб технологии со акцент на Microsoft технологии. Веб корисничката група во суштина ги опфаќа сите веб технологии кои што Microsoft и оние слични технологии на Microsoft кои што ги интегрира. Ние како корисничка група во суштина целта ни е да го споделуваме нашето знаење од веб технологиите. Во оваа корисничка група членуваат експерти од различни компании, од различни места и градови во Република Македонија. Корисничката група е од неодамна формирана како подгрупа на македонската .NET корисничка група, заедно со уште 4 други кориснички групи. Веб корисничката група во суштина ова е прва презентација денес, која што промотивно се одржа за самата да се промовира самата корисничка група, да видат луѓето што нуди корисничката група, како може да се вклучат во неа, како може да направат соодветен придонес за неа. Контакт детали, контакт информации така да споделени. Јас сум Векослав Стефановски,
заедно со Маријан Николовски сум одговорен на подгрупата за Visual C# во рамките на македонската .NET корисничка група. Нашата подгрупа се фокусира на основните начини и основните технологии на работа со Microsoft.NET платформата. Тоа е во најголема мера програмскиот јазик C#, односно Microsoftовата имплементација Visual C#. Исто така се фокусираме и на одредени технологии кои се однесуваат на основната изработка на серверски компоненти, на процеси за пристап до бази на податоци, стрековно популарни ORM решенија и генерално се што е поврзано со директното програмирање. Не толку со конкретната технологија, повеќе со начинот на кој се користи одредена технологија. Во рамките на групата тековно работиме на поголемо заживување на оваа група, така да имаме моментално контакти на социјалните мрежи, имаме блогови во рамки на македонската .NET страна, имаме групи на Facebook, на Google+, имаме Twitter акаунт, така да кој сака да контактира со нас, да комуницира со нас, може слободно да се приклучи и да работи заедно со нас. За почеток, најочигледен начин се форумите кои се наоѓаат во рамките на македонскиот .NET корисничка страна. Таму сме буквално отворени за прашања. Секој корисник кој има проблем може да дојде да постави прашање. Секој корисник кој има одговор на тоа прашање може да постави одговор. Така да работиме на принципот на генерална соработка и на отвореност. Причината заради која постои оваа група и начинот на програмирање кој Microsoft го форсира во последно време е отворено и флексибилно и во согласно со современите трендови. Јазикот C# на кој во најголем дел се фокусира оваа група е јазик кој може да кажам дека најбрзо еволуира од сите останати програмски јазици. Постои помалку од 10 години, а сепак во 10 години поминани с 5 итерации во кои во секој случај станува се подобар и по-флексибилен и помоćен за работа. Со други зборови, на крајниот корисник му помага да ја сврши работата која тој ја замисли. Македонската корисничка група е една од 5 кориснички групи кои што се формираат оваа година во рамките на MK.NET и ја таргетира Microsoft SharePoint платформата. Една од најбрзо растечките и најпопуларните платформи на Microsoft во изминатите години. Во токму овој месец, минатиот месец во март се случи првата SharePoint конференција во Македонија. Тоа е Macedonian SharePoint Conference, на која што предавачи беа 3 гости, странци од Америка, докажани во својата област и бидејќи технологија која што таргетира стриктна област, да бидам искрен, се изненадивме од бројот на присутните, повеќе од 80 присутни на таа конференција, што покажува дека сепак постои интерес за таа технологија и се повеќе и повеќе македонската IT сфера ни дава знаци дека е желна за знаење, желна за настани и дека сака да научи нешто. Здраво, јас сум Филип Теразовски, јас сум лидерот на македонската мобил корисничка група, еден од основачите заедно со Стефан Цветановски и Јовце Петровски. Ние веќе имавме многу успешен настан на факултетот Тинки, Windows Camp, каде што имавме преку 200 учесници, студенти претежно, кои што наистина има стварно интересни идеи. Материјалот трае до 15 април, кога сите апликации ги скочат на виделина, па ќе видиме некои од тие идеи, ќе добие, значи, телефон има како награда за прво и второ место и многу други вредни награди. Во мобил корисничката група, значи, може да се пријават, како и во сите останати кориснички групи, со лайк на Facebook страната, со зачленување или регистрирање на MK.NET корисничката група и нормално ќе бидат во текст со сите настани кои што ги организира нашата корисничка група. Здраво, јас сум Владимир Сеник и лидер на македонската Dynamics User група, подгрупа во рамките на MK.NET. Нашата група
е, можам да кажам, една од, така да кажам, најмладите групи што се приклучи на ова македонско комјунити. Фокусот е кон Microsoft бизнес решенијата, значи претежно Microsoft Dynamics AX, Navision, CRM и така натаму. Идејата на оваа група, пошто ова е претежно ново за пазарот во Македонија и има, како да кажем, помал број на девелопери, програмери и други за кои се бават со ова, да популаризира оваа тематика. Со што, не знам, би се зголемил интересот на девелоперите за овие решенија што ги нуди Microsoft. Тие се специфични решенија и карактеристично тоа што се наменети повеќето за фирми од претежно од мал па до enterprise компании и својствено е што не е толку овие продукти не се нешто што често се среќаваат во секојдневието и е потребно исто како за другите кориснички подгрупи, така и за нашата. Значи имаме веб страна во рамките на MK.net, имаме Facebook група, имаме Twitter, така да кој што сака може да се приклучи со едноставно посетување на овие веб страни или директно контактирање. Среда, 4 април 2012, 17:30 часот, клуб на новинари, Скопје. Ова е времето и местото кога екипата на IT Свет и сите останати посетители и учесници имаа можност да присуствуваат на првата средба и презентација организирана од Macedonian Web User Group, која е дел односно подгрупа на Macedonian.net User Group. На оваа средба имавме можност да се запознаеме со најновите и најнапредни Microsoft Web технологии и со последните случувања во светот на Microsoft Web и каде Microsoft Web технологиите се движат моментално. На оваа средба бе објаснети и дискутирани технологии како ASP.NET MVC for Beta, Web API, поддршка за развој на мобилни веб апликации, Signal R, односно Reverse Ajax, Single Pages, ASP.NET 4.5 Web Forms, поддршка за HTML5 и CSS3, ASP.NET Web Pages 2.0 и Web Matrix и Visual Studio 11 и напредните функционалности за развој на веб како Page Inspector, Web Designer, подобрување и напредни функционалности за пишување JavaScript код, CSS, Razor и така натаму. Да погледнеме делови од предавањето кое го одржа Хајан Салмани, лидер на Macedonian Web User Group, воедно Microsoft MVP in ASP.NET IIS, Senior Software Developer, блогер, Technical Books Reviewer и така натаму. Македонската веб корисничка група на македонски во Левски род. Значи, баш испаднеше како четка на Mk.net. Без Mk.net почна сама група, во неколку години назад се развиваше тоа група. Многу луѓе ентузијасти за технологии се вклучија во групата, придонесоа на различни начини за истата група да се развива. И дојдовме до еден момент кога почнеме да правиме толку големи настани што не знаеме што правиме. И премногу прилично тешко да се организира работите, дојдовме до ситуација да сепак имаме така подгрупи кои што различни одредени лица кои што даде огромен допринос претходно во Mk.net, што ги водат тие групи и на тој начин значи полесно се организираме и полесно е вакви настани ќе организираме, така да нема да има потреба преседателот, пример, тако секој пат да постојано да се ангажира за сите детали и така натаму и така натаму. Еве што Хајан Салмани сподели со нас после предавањето. Дополнително, значи, на презентацијата се збореше баш она за промовирање на Microsoft технологиите, т.е. технологиите кои што самата корисничка група ги покрива. Презентацијата беше прилично долга, како и досега рече сите други презентации кои што ги држам. По навика, значи, обично одам секогаш над времето кое што е предвидено. Во презентацијата беа опфатени сите сегменти на веб технологии кои што Microsoft, кои што се популарни веб технологии од Microsoft платформата. Тука беа опфатени различни начини на развој на веб, од најмали до најголеми, најкомплексни веб сајтови, веб апликации, пред се начини кои што се тренд денес,
можам да кажам до последните технологии, тоест до технологиите да не речам вчера, кои што бе онака објавен јавно од Microsoft. Значи, фокусот е стрикно на Microsoft технологии, но сепак се зборува за други технологии, како што се клиент-сайт технологии, значи JavaScript за веб, развој на веб и така натаму. Презентацијата, во суштина, целта на презентацијата беше да во две насоки. Првично да им каже и да им објасни на сите оние кои што се заинтересирани за развој на веб како да се вклучат во корисничката група, а потоа да дознаат и да се информираат што е најпоследно веб технологија на Microsoft платформа. Морам да нагласам дека има многу да зборувам околу тоа, но ќе се обидам да бидам што пократок. Open source, значи со тоа што најпопуларните би рекол, или едни од најпопуларните веб технологии на Microsoft, дојдоа open source, тоа значи дека Microsoft сака да ја вклучи девелоперската заедница, тоест програмерите кои што работат со тие технологии, активно да придонесат кон развојот на истите. Тоа значи дека вие, како програмер, може многу лесно сега, ако решите некој проблем на ниво на самата платформа, или пак едноставно сакате да придонесете на било каков поинаков начин за самата платформа, отворени ви се онака одврзано, вие се одврзани ви се раце да правите што сакате и едноставно да го дадете вашиот придонес. Дополнително, морам да напоменам дека не само две-три технологии, моментално ASP.NET MVC, WebPages и ASP.NET Web API, понатаму Microsoft планира да ја отвори, да не кажам, речи се целата платформа, може би во догледно време и целиот веб фреймворк на Microsoft ќе биде онака пуштен open source. Во суштина тој настан пред се зборува за cloud computing и Windows Azure платформата, повторно че Microsoft платформа. На тој настан во суштина се разведуваат, се прават одредени работилници преку кои што присутните на настанот ќе може да се запознаат со Cloud Computing платформата, Windows Azure платформата на Microsoft, да дознаат што нуди таа платформа и како може истата да ја искористат за развој на современи апликации за клауд. Дополнително морам да напоменам дека покрај тие настани ние исто така во текот на годината организираме многу други настани. Значи, лидерот на МК.NET ќе збори веројатно подетално околу тоа. Сите овие настани се со една цел, значи да придонесеме кон заедницата и да помогнеме во едуцирање на заедницата кон Microsoft технологија. Значи многу едноставно. Да го посети mk.net вебсајтот и да се најави, значи буквално да се регистрира на сајтот и со тоа автоматски вклучимо нашата заедница. Се понатаму може да ја посети нашата Facebook корисничка група, верувам дека е најфреквентна, значи Facebook сите денес користат, facebook.com/mk.net и секоја исто група под mk.net има своја Facebook страна. Тоа значи дека ако вие баш онака пристапите кон групата на многу едноставен начин, со еден клик на лайк, автоматски станувате дел од таа група и можете значи да придонесете или да прашате или било што, да правите било каква интеракција со групата, членовите на групата и така. Генерално, значи, обично, јас лично, а и другите блогери на МК.NET, значи, пишуваат за различни технологии, пред се. Пишуваме често, значи, во месецот има блогови, се појавуваат доста блогови, во кои што објаснуваме различни техники, трикови, како полесно нешто да имплементират или нешто на кое што реално другите може би изгубиле многу време. Даваме совети како да не го губите тоа време и да направите нешто многу брзо и едноставно. Исто така преку блоговите ги промовираме новите технологии на Microsoft, покажуваме како правилно се користат тие технологии и така. Сега знаеме зошто Microsoft ASP.NET е најнапредна платформа за развој на веб денес и истата останува меѓу најдобрите. За крај на ова најново издание на IT Свет, ве покануваме да присуствувате на Windows Azure работилниците и камповите низ Македонија. Овие настани се бесплатни, забавни и конкретни, наменети за Windows Azure платформата која е дизајнирана да им помогне на Microsoft партнерите и професионалците кои развиваат софтверски производи и услуги и сакаат да ја истрашат релевантноста и можноста која ја нуди Windows Azure платформата и Cloud Computingот. Настаните вклучуваат тактични презентации со реални примери за Azure и Cloud, вклучувајќи и практики стекнати од досегашните искуства и имплементација.
Дел од овие настани се фокусираат на практично испробување на научените технологии. Дизајнирани се преку серија од презентации кои ја представуваат практичната употреба на платформата денес, со детален преглед на индивидуални технологии како SQL Azure и Windows Azure. Целта по овие настани е да заминете со разбирање за Azure Cloud концептот, зошто, кога и како да ја искористите предноста на оваа возбудлива технологија со одговор на сите ваши прашања. Секој од присутните ќе добие и бесплатен пристап за активација на сметка во Windows Azure. Настаните се изведуваат со директна поддршка од македонската .NET и веб корисничка група. Windows Azure Discovery Camp ќе се одржи на 24.2012 во Скопје М6. Windows Azure Discovery ивентот ќе се одржи на 24.4.2012 во Штип во Факултетот за информатика. Исто така, Windows Azure Discovery евент ќе се одржи на 25.4.2012 во Охрид во IT факултетот и има најава за друг Windows Azure Discovery евент во Тетово во Универзитетот на Југоисточна Европа, но датумот се уште не е познат. To monitoring and scaling that application when it's running out on the internet. Finally, we help you to understand your application and analyze it so that you can build a better version and deploy that to the cloud without incurring any downtime. Windows Azure consists of three main components. The first is something called the Fabric. The Fabric is the abstract set of compute resources in the data center. Inside are many computers running virtual machines running Windows. The second component is the storage service. The storage service is there to help your application manage all of its data in a reliable and scalable way. The third component is the developer experience. We package all of this, the fabric, the storage, all of the APIs in the cloud. We add some integration with Visual Studio, and we deliver it to you in the form of an SDK that you can download for free and run on your desktop. This means you can develop and test your application locally before you deploy to the cloud. Let's finish up by talking about scale. If you're like most application owners, you're hoping that your application scales like this. Notice that this is your peak. If you had to pay upfront for the resources you were going to use at the peak, you would be wasting all of this. In Windows Azure, we took a different approach. And this model should be familiar to you because you use it each and every day when you turn on the lights in your house. The electricity going to your home is a utility. And a utility means that you pay for it only when you use it. When you turn on the electricity, you start paying, and as soon as you turn it off, you stop. If we apply that same notion to the computing resources in our data centers, we arrive at the Windows Azure model, a utility model where you pay for only what you need and only when you use it. With that model, you can stop worrying about where your peak is, you can stop paying for things up front, and you can save a lot of money. I hope that this has given you a better understanding of what Windows Azure is and what it can do for you. If you'd like to learn more, I'd encourage you to visit dev.windowsazure.com. There you'll find a lot of resources that will help you get started, including more videos to watch, documentation, and of course that downloadable SDK. Thanks! Тоа беше се што ви подготвивме за ова најново издание на IT Свет. Со повеќе информации се гледаме наредната недела.